Нашата прва гостинка денес овде во студиото е Деспина Стојановска, психолог. Психолог секогаш не е добре дојден на сите, но денес ќе се насочиме на проблемите со кои што се соочуваат младите, актуелните проблеми. Деспина, добро утро. Добро утро. Живееме во едно време-невреме, би рекла, и иако вие психолозите не го сакате тој термин, но време во кој што ненормалното стана нормално и обратно. Веројатно никој не го сака тој термин, затоа што тешко е да се пофати некаков ред, а на нас луѓето ни е потребен токму тој ред за да можеме да ги планираме работите, да предвидиме успех, да предвидиме предизвици, препреки кои што би можеле да се случат и да бидеме однапред подготвени како и на кој начин да ги поминеме истите. Често пати се зборува за проблемите на тинејџерите. Но сега актуелниве од надвор проблеми што им доаѓаат изгледаат, поранешните изгледаат како детска игра во споредба со овие со кои што сега се соочуваат. Тинеџерите, училишните деца, значи и основците и средношколците со овие актуелни дојави за бомби, ми се чини дека се под силен удар во нивниот развој, во нивната возраст. И прашање е само какви последици ќе остави целото ова време, невреме врз нив. И воопшто врз општеството, бидејќи тие се нашата иднина. Ние инвестираме во нив, ги градиме како личности, како луѓе кои понатаму ќе бидат одговорни за сите потфати кои што ќе се прават на општествено ниво. Она што е како утеха на сите е тоа што ќе започнеме со бомбите, сосема нормално, кога велиме актуелни проблеми, кај децата прво нешто што ни паѓа на ум се бомбите. За среќа се лажни, но последиците предпоставувам дека не се лажни. Ќе започнеме, ајде прво од стресот, што го предизвикува самиот тој изговарање на зборот бомба, како тој влијае врз нив. Стресот сега не е толку силен или толку изразен како на почетокот, кога се уште нели почнуваа сите тие дојави за бомби во неколку училишта, па почна бројот да се шири на училиштата. Навистина стресот кој првично го доживуваа беше многу силен и интензивен, особено бидејќи нивните родители, односно ние како возрастни луѓе ја сваќаме сериозноста на тие дојави за бомби и што тоа би значело или што би можело да се случи. Што значи ние нашиот страв го префрлувавме врз нив. Проекција, така? Апсолутно секако. Имаше родители кои дури се консултираа за тоа дали да ги пуштат своите деца во училиште, да не нешто нели се случи. Меѓутоа и самата дојава, дури кога е лажна дојавата, предизвикува чувство на несигурност, чувство на неизвестност, нарушување на оној ритам на денот кој што претходно го споменав и отворање на едно празно време кое што кај адолесцентите, кај тинеџерите, кај училишните деца е проблематично да се случи. Зошто? Од една страна се бунат родителите кои што се со работни обврски, кои не може да ги згрижат своите деца во тој период. Од друга страна, кога на адолесцентот ќе му дадеме да не прави ништо со самиот себе, почнува да прави работи кои него му се нели занимливи и интересни и тука е оној ризик дека ќе пофати нешто што може понатаму да носи последици. Терминот бомба како бомба на почеток делуваше многу пострашно. Ние имаме историски искуства за тоа какво разрушување имаат бомбите во тие историски периоди направено и ден денес се зборува за нив. Терминот е силен, моќен, но ми се чини дека и самата моќ на терминот бомба веќе почнува да згаснува. А дали е тоа можеби уште пострашно од она да се реагира уплашено на бомба? Што е пострашно, тоа или пак ова што отрпнавме? Знаете што е најстрашно? Што се навикнавме? Приказната со волкот и јагнињата, нели, ќе имаме неколку пати лажно алармирање и потоа ако дојде вистинско, а ние не можеме да знаеме дали некогаш и кога би било, нели, ако се случи вистинско поставување на реално поставување на бомба. И последиците ќе бидат веројатно намалување зголемување на прагот на толеранција на таков тип на ударни вести или кога се губи сигурноста,
како и на кој начин ќе реагираат. Јас имам тинеџерка која е 8 оделение и ми пишува порака на сред работа: "Мама, имаме бомба, може ли да одам во Сити Мол?" Што е трагично и комично истовремено. Ама е некој добар одбранен механизам, така си нашла некој вентил. Децата бараат повторно начин како да се структурираат. Велам, смешно е затоа што јас сум свесна за нивната потреба за дружење, за социјализирање, тоа е неопходно во овој период. Но од друга страна е трагично бидејќи кога процесот на образование е прекинат и ги оставаме сами да се справуваат во своите развојни задачи, оставаме празнина, голема празнина кај децата која понатаму ќе се рефлектира на некаков начин. Да, не е само што се прекинува секојдневието, туку особено тој континуитет во учење. Како после повторно да се создадат тие работни навики? Ми се чини дека тоа е една од суштинските потешкоти со кои што ќе се соочуваме, затоа што имам впечаток дека се губи желбата кај децата. Дека се губи таа мотивација, смислата кон постигнување на успех. Смислата е исто така. Сакам да кажам збор два за сигурноста, која што базично во нашите потреби, во онаа пирамида на Маслов, позната меѓу психолозите, сигурноста има свое важно место, а тоа значи дека јас додека автентично, базично не се чувствувам сигурна, не можам да тргнам понатаму во другите активности и да преземам некои други цели во животот, затоа што нешто ми недостасува, исто како во основата се физиолошките потреби. Ако не сум наспана, ако не сум најадена, не сум се напила вода утрото, не можам да тргнам понатаму кон други реализирање на некаков план. Сигурноста кога е нарушена ги враќаме чекори назад. Впечатокот е дека светот оди чекори напред, дел од светот, за жал имаме и војна во овој период. Додека другите се движат напред, ние одиме назад. Значи не само што не каскаме во место, туку и наназад се враќаме. Мојот впечаток е таков. Од една страна е сигурноста нарушена, од друга страна многу важен сегмент, а тоа е довербата. Како да се губи довербата и од страна на родителите кон државата, меѓутоа тоа истото повторно е пренесено и на децата. Тие немаат доверба, не знаат на кого може да веруваат. Знаете, да се случи еднаш, да се случи два пати, ќе се алармира целата веројатно држава, сите системи, сите институции ќе покренат нешто и ќе ја покажат моќта која што ја имаат за да ја смират таквата алармантна состојба. Овде имаме еден континуитет кој што немаат веројатно начин како да го надминат и во тој случај нормално дека се губи довербата. Кого да го слушаме? Дали Што значи, ако добро ве разбрав, како прво го чувствуваат веќе училиштето како небезбедно место? Нормално, да. Знаете Зашто како не знаат што ќе ги очекува денот. Освен тоа, другото проблемот со кој што обично, и во контактиве емисии постојано се оптеретува возрастните, а тоа е недовербата во институциите, нешто со кое што децата не се занимавале до тогаш, сега веќе уште од мали нозе. Дали сето тоа заедно доведе до зголемување на отпорот кон училиште, што беше и претходно својствено за секој еден тинеџер, нели? Она бунтовничкото во него. Така е. Може би сега тинеџерите, адолесцентите, не ја пројавуваат недовербата, они не зборуваат може би активно за тоа, но во нивниот вредносен систем тоа отсуствува. Така што, затоа велам, во перспектива, ова ќе биде, токму таа недоверба ќе биде веројатно забележена и ние ги гледаме нивните амбиции за излегување од државата. Тоа е исто така, неминовно е тука да се спомне недовербата. Сигурноста, недовербата, можностите кои што овде ги нудат. Прекинување на училишниот процес, она што ме прашавте конкретно, се радуваа на почетокот. Јас често работам со адолесценти и кога веќе овој последниот месец или после Нова година, да речеме, зборуваме на оваа тема, тагуваат во себе, односно сакаат да се врати оној ред. Што би рекла јас нормалното, а вие што не сакате да го користите, така? Понормално е од ова. Ако може градација нека да направиме, тоа е понормално од ова. Имено им недостасува тој ред во кој што
треба да имаат собствен инпут, собствен влог, да покажат труд, да покажат седнување, учење, полагање, односно извршување на тие писмени тестови. Тоа не им е лесно, меѓутоа тоа суштински полесно може да го прифатат отколку ова. Им се досади. Веќе го гледаат како за фраканција, затоа и го спомнувам ова со City Mall. Не е единствена мојава ќерка, туку и многу други деца бараат начин како да бидат заедно, како да се поддржат во сето тоа, бидејќи отсуство на училишниот процес е сериозен проблем. Кога можеби сега се во малку поповолна позиција, би рекла, затоа што тоа колективно се случува кај сите деца, па тие бараат начини да се организираат, меѓутоа кога се работи индивидуално нарушување на училишниот процес поради некое хронично заболување кај дете или поради ред други причини, да не зборувам, тогаш е многу последиците би биле многу потешки по детето, односно по неговата личност. Во отсуство на други решенија, веднаш разбравме нели за решението да се премине повторно на онлайн настава, и она што ме зачуди е што овој пат реакциите се многу пожестоки на онлайн наставата, поголем отпор и од страна на учениците и од страна на родителите, отколку што беше тогаш кога се воведе онлайн наставата. Зошто? Тогаш немавме на кого да се лутиме, искра. Тоа беше пандемија на светско ниво. Бевме во ситуација кога треба од целокупната состојба да го извлечеме најдоброто зло. Можното. Да, најмалото зло. Она што би можеле да го спроведеме. Сега сме лути, затоа што ова е нешто што не мора да се случува, ова е нешто што може да се спречи и очекуваме да се спречи. Пролонгирање на неспречување и непрекинување на тие дојави ствара една лутина која што не дозволува да ние се адаптираме на различни механизми, како например онлайн настава, да се адаптираме кон онлайн настава и да се помириме со тоа дека е некакво решение. Не е решение, решението доаѓа од горе, односно решението доаѓа во спречување на ваквата состојба. Ми се чини дека добро успеав да направам паралела помеѓу ковид онлайн наставата и бомби онлайн наставата и верувам дека е тоа причината дека не се прифаќа, дека се луѓето лути, дека бараат решение, а не бараат решение на проблемот, а не бараат надминување на или потиснување на главниот проблем со нудење на онлайн настава. Од друга страна, мислам дека и самите ученици не се баш подготвени за онлайн настава, затоа што ниту пак наставниците, затоа што и самите се свесни, сега веќе се свесни колку изгубија тие година и пол, две, кога учеа онлайн, бидејќи сега веќе се 2 оделенија повеќе, 2 години нели плюс, и може да ги увидат недостатоците од нивното знаење во процесот на учење, за да може да го надградуваат знаењето. Може би не се свесни доволно да тоа вака го увидат кај себе, но сваќаат дека им е потешко да сега се адаптираат во настава во живо, токму поради тие пропусти во знаењето од претходно. Да, тоа се тие последици за кои што тогаш се зборуваше дека ќе има последици, но еве сега после некое време вие особено во работа со младите луѓе може да ги увидите. Другиот проблем за кој што сакам да прозборуваме Деспина, иако не би сакала да го спомнам случајот, но со оглед на тоа што веќе сите се запознаени, тоа е случајот со 14 годишното девојче кој што во потрага по лајкови го изгуби својот живот. Тоа се социјалните медиуми. Ете, тоа е таа следна тема, кој што, иако не мора да бидат нужно зло, но еве до што се може да доведат. Сакам да ми го објасните која е таа потреба за лајкови. Дали е тоа некоја потреба за внимание, значи недостаток на внимание, дали е потреба за љубов, дали имаат недостаток на љубов, која е потребата? Адолесцентите или тинеџерите, според своите развојни задачи во психологијата кои што ги изучуваме и на кои што поттикнуваме нели да се случуваат, една од главните развојни задачи, вака народски кажано, едноставно кажано, и мојата професорка по развојна психологија тоа го зборуваше, беше многу занимливо, е адолесцентите да ги мерат улиците. Тоа значи
дека тие растат во своето семејство, нели ги абсорбираат вредностите од сопственото семејство. Меѓутоа адолесценцијата веќе значи излегување од рамките на моето семејство, испитување на средината во која што живеам, споредба со другите мои врсници како тие живеат, преиспитување на нивните семејни вредности и воведување во својот вредносен систем на новини, на нови дозволи или можеби нови забрани, кои што понатаму нели ќе дозволат да детето изгради на своја автентична личност. Премине од микросветот дома во макросветот. Токму така, и тоа испитување е многу важно да се случува преку социјализацијата, нели целиот тој процес се одвива, бидејќи некаде околу крајот на адолесценцијата ќе треба да се направи дефинирање на личниот идентитет и интегритет. Тоа дефинирање имаме впечаток некој, нели дека понатаму ќе наводи во животот како возрасни луѓе. Токму во овој осетлив период, во чувствителен велам период кога се испитуваат себе си во рамки на средината во која што живееме, многу е важно каков фидбек ќе добиеме од средината. Имено, лајковите конкретно, еден лајк го активира центарот во мозокот за награда. Лајкот за нас значи награда, исто како да некој не пофалил, ни кажал колку сме вешти во нешто, колку сме значени, така натаму. Браво. Така? Браво. Токму така на помалите деца ќе им кажеме браво, а на поголемиве нели тинеџери еден лајк и колку повеќе лајкови има, толку повеќе се уважуваат себе си и толку повеќе се сметаат дека припаѓаат и дека се ценет и дека личниот статус, вредност во кругот на врсници или плюс минус некоја година, дека е значаен. Ми се чини дека недостасува позитивна подкрепа на тинеџерите, на адолесцентите, а тоа значи уважување на нивните вредности. Лично, лице во лице. Дали е тоа од семејството, од нивните родители, од старатели, од роднините, или пак меѓусебно, како да немаат дозвола едни на други да си кажат леле, многу си убава денес. Многу се радувам што баш ти си ми најдобра другарка. Или многу се радувам што со тебе ќе одам вечерва во кино. Ми значи кога се дружиме, среќна сум кога ќе ми се јавиш или кога ќе излеземе да прошетаме. Тоа отсуствува. Децата не си даваат таков тип на фидбек едни со други. Што ми се чини дека децении наназад или генерации наназад тоа било. Немавме лајкови, па моравме лично тоа да си го кажуваме. Токму во таа потрага по потврда за себе, колку јас вредам, колку сум значајна, колку позитивни карактеристики имам, децата ќе бараат начин да бидат поразлични од другите, за да имаат повеќе, да речам, по издржан фидбек или повеќе повратни информации за тоа колку се добри. Ова е трагедија што се случи со девојчето, ова е жалосно, но истовремено за сите останати е апел дека треба со децата да се разговара, дека децата, адолесцентите се токму во тој процес на проверување на надворешните вредности, тие ќе проверуваат до каде може да поминат со нивните новини во нивното семејство, но претежно се изложени на карање, на казни, на навреди, на потценување на нивната вредност. Ако едно дете не добило петка, родителот нема да му каже многу ми се допаѓа како си денес облечена. Многу ми се допаѓа каков стил на облекување имаш. Туку ќе каже зашто си добила тројка, не учеше доволно и ќе почнат во оној циклус по негативна спрега, нели да го критикуваат на некој начин детето и тоа дете ќе бара други извори на потврда за тоа колку вреди. Велам, жалосно е, но е истовремено и апел да се разбудиме малку во тој поглед. Барајќи од друга страна некоја пофалба во потрага по тие лајкови, си има интернетот и друга, паричката си има и друга страничка, тука се сите оние напади, критики што исто ги добиваат, па и исмејување. Како со тоа да се носат тинеџерите? Она што јас го знам е дека говорот на омраза, еве да кажам со еден збор, што е тоа е директен атак на нивната самодоверба, на нивната слика за себе, ќе развие или агресија или повлекување. Агресија во смисла за да
не е точно тоа што тој го кажува, јас морам да бидам помоќен и посилен од него. Тоа значи дека ќе извадам многу помоќно оружје, дали ќе биде вербално или невербално, тоа зависи од самото дете и од нели како и на кој начин е растено и што гледало дома. Или ќе оди во позиција јас вредам, ти не вредиш, јас сум плюс, ти си минус, па ќе тргне во напад, или ќе влезе во позиција на повлекување и ќе биде жртва на булинг. Кога се работи за социјалните мрежи, веројатноста е дека ќе извадат лажни профили, за да може сепак на лична потреба на социјализирање. Тоа е дел од нашата природа, нели, да сме во контакт, да социјализираме со другите луѓе. Можно е да креира лажен профил, за да некаде го има, меѓутоа тој лажен виртуелен свет или виртуелен профил е сосема нешто различно од реалноста. Тие две слики кога ќе се спојат, повторно може да зборуваме за развој на патологија. И за крај, Деспина, како родителите да ги заштитат децата? Ова одговорете ми го и од аспект на психолог и како родител. Дали со контрола, дали со ограничување на присуството на тие социјални медиуми, дали со рестрикции, како? Не можеме да направиме целосна рестрикција. Ние често, не само јас, веројатно и многу други родители ги слушам дека тоа го зборуваат. Во наше време немаше ова, меѓутоа ова не е наше време. Не е наше време и тогаш не постоеше интернет, сега постои, така, да. Ова е нивно време и ние сме должни да го почитуваме нивното време. Покрај сите овие негативни аспекти кои социјалните мрежи или воопшто интернет светот ги носи, има и многу позитивни работи на кои што треба да се насочуваат децата. Би било добро да научат, знаете, не му вели на детето не се качувај по дрво, туку научи кое дрво е безбедно за качување. Треба да им помогнат, ако не можат тие, има стручни лица кои можат да им помогнат како и на кој начин да се однесуваат на интернет светот, како да пребаруваат информација и како да ја преиспитуваат нивната вистинитост. Тоа е велам едниот начин, не може да се направи рестрикција, бидејќи тие децата наши не зборуваат по телефон со сати, не излегуваат пред зграда да играат, туку тоа има начинот на комуникација, а неопходно е да социјализираат. Меѓутоа би рекла дека е потребно многу да се разговара. Впечатокот ми е дека не ги познаваме нашите деца, дека имаме отпор ние да го запознаеме нивното време. Имав скоро еден родител кој вика не може цело време игра игрици на телефон, не може да се допре до него. Викам како се обидувате вие да допрете до него? Па му кажувам ајде ќе одиме ова ќе правиме, веројатно нели му нуди многу атрактивни активности кои што тинеџерот ги одбива затоа што неговата активност во моментот е најзанимлива, најинтересна. Тогаш како треба да постапите? Велам, дали се обидовте да ја научите игрицата која што ја игра и да му пристапите преку неговиот канал на интерес, за да може да допрете до него. Ако успеете да воспоставите контакт преку било кој канал, тогаш ќе успеете со вашето дете да имате подобра комуникација. Кога велам зборување, не мислам на карање, не мислам на празни разговори од типот на дисциплина и слично, туку разбирање на потребите на децата, на суштината, на тоа што нив ги прави среќни, многу заеднички активности. И она што јас како родител се обидувам да го направам, не е лесно, без разлика што ете и го работам тоа и сум психолог и сум се едуцирала во системска семејна психотерапија, нели како семејството да го заштити оној член кој што има потешкоти со нешто. Не е лесно, поготово не ми е лесно, особено кога сакам да ги видам да читаат книги, да се образуваат нели на тој начин. Меѓутоа зборувам, ги истакнувам вредностите и гледам да секојдневно малку по малку ја будам нивната амбиција, нивната страст кон животот, кон нови сознанија, кон насмевки, кон задоволства, кон среќа, па претпоставувам дека ако не можам на долгорочен пат, дека на тој краткорочен пат, барем ден за ден, тие ќе увидат нешто убаво. Ви благодарам многу, Деспина, на овие ваши совети.